Добро вечер. Продолжуваме со серијалот Македонија земја на Божјата мајка или светот на Божјата мајка. Овој пат со поднаслов Македонците не биле бугари. Видовме во претходните емисии кои биле древните македонци, нема да повторуваме. Видовме кои биле древните грци, исто така нема да повторуваме. Видовме што е нивниот основен приговор во однос на нас. Тие ни го оспоруваат уставното име Македонија, сметајќи дека е тоа нивно културно наследство. Меѓутоа, видовме и тоа дека во ова оспорување се крие една замка, оспорувајќи го името, тие практично го оспоруваат и нашиот идентитет, затоа што ние својот идентитет го црпеме од името Македонија. Што се однесува до нашите источни соседи, тие, барем така јавно се изразуваат, настапуваат и го оспоруваат јазикот македонски. И овде се крие една замка. Оспорувајќи го јазикот, тие практично го оспоруваат и нашиот македонски идентитет. Зашто? Ако не постои македонски јазик, туку бугарски, како што велат дека е тој, тогаш што сме ние македонците? Значи, во основа ние имаме еден комплексен проблем со оспорувањето на името и јазикот, и едните и другите ни го оспоруваат идентитетот. Па затоа во иднината треба и таква стратегија да градиме. На што го темелат ова свое излагање, ова свое оспорување нашите соседи, јужниот и источниот? Тие велат, ние сме словени, дојдени од заткарпатските мочуришта, немаме ништо со древните македонци. Едноставно, кога сме дошле, древните македонци исчезнале, испариле, ги снемало од овие простори. Ние сме немале наводно никаков контакт со нив. Затоа и немаме никакво право да го носиме името Македонија и да се користиме со јазикот македонски. Затоа што тие сметат дека тоа е нешто туѓо што нам не ни припаѓа. Затоа грците го приграбија античкото културно-историско наследство, а на нашите останати соседи им оставива коската практично да се стрват околу историјата и културното наследство од 6 век па навака. А ние, се разбира, ние ништо не знаеме, ние сме си останавме закопани во калото зад карпатските мочуришта и топрва треба да си бареме нов идентитет, ново име, се разбира, и нов идентитет. Што дотопрва треба да знаеме кој ќе биде. Така тие настапуваат. Овде имаме еден невиден апсурд. Сите наши соседи ги приграбија древните корени. Како? Грците дојдоа, видовме како данајци од Египет во бела облека црн тен, се измешаа со древните пелазги и ја приграбија древната историја, древното културно наследство на овој древен народ. Албанците се повикаа на културното наследство од илирите. Велат дека тие се, кога дошле, ги затекнале илирите и дерданците, со кои што се измешале, па и тие го приграбија древното наследство благодарение на мешањето со овие древни народи. Србите исто така. И тие се измешаа со илирите, со трибалите, со расите, и тие го приграбија древното културно наследство. Бугарите пак за себе велат дека се, кога дошле овде, ги затекнале словените, кои претходно кога дошле ги затекнале тракиците. Со нивно мешање и симбиоза настанала денешниот бугарски народ. Само на нас, македонците, ни се оспорува тоа право. Само ние не сме се измешале со неком. Во што е апсурдот? Словените со сите се измеша кога дојде на Балканот. Никого не избриша од овие балкански простори. Само ние, македонците, останавме без древни корени. Едноставно, кога сме дошле, македонците исчезнале, испариле, и не знам што им се случило. Ова е за рубриката верувале или не. Кои се нашите позиции званични, на нашите учени, на нашата званична историографија? За жал, тие се идентични со ставовите на нашите соседи, кои што ни го оспоруваат името и јазикот. Ако погледаме некој историски учебник, ќе видиме, или некоја историска книга од изминатиот период, поготово од времето на едноумието, ќе видиме дека ние сме дојденци, натрапници од заткарпатските мочуришта, а за древните македонци не знаеме ништо. Освен што не знаеме ништо, не ни интересира ни кои биле, ништо биле. Тие не биле наши. Затоа и сега ова ни се случува. Затоа и не оспоруваат. Не можам да се изначудам со кое право
ни се прави ова? Со кое право нашите историчари ја премолчуваат древната историја, древните корени? Со промената на уставот и знамето, ние уште посилен поттик ги дававме на нашите јужни соседи пожестоко да напаѓаат и да бараат промена на нашето уставно име и јазик и идентитет. Сега гледаме зашто тоа го чинат. Да се вратиме на темата. Да видиме се што денес нашите источни соседи ни оспоруваат. Рековме го оспоруваат пред се јазикот. Сметаат дека тоа е нашиот јазик е бугарски, дека нашите корени се бугарски, дека нашата историја е бугарска. На што ги темелат тие овие своји ставови? Основа или темел на нивните тврдења е изјавите на поединци. Во минатото се разбира и денес. Ние за ова нема многу да зборуваме. Од секогаш има и ќе има луѓе, поединци кои што се изјаснувале бугари. Било овде, било каде на друго место во светот. Ние тоа право никому не можеме да му го оспориме, тоа е нивно лично право и не можеме да градиме тези врз база на искази на поединци дека цел еден народ е бугарски затоа што одредени поединци во минатото или денес се изјаснуваат како бугари. Ние денес ќе зборуваме за нешто друго. За тврдењето на нашите источни соседи дека македонците се бугари, дека имаат бугарски корени. Тоа го темелат врз база на некои записи, постари записи, според кој Кувер, братот на Аспарух, родоначалникот на бугарите, дошол во Македонија, се измешал со домородното население кој што живеело на овие простори и затоа ние треба да влечеме бугарски корени. Додека за себе, пак бугарите тврдат дека се потомци на Аспарух, кој во 681 година дошол на Балканскиот полуостров и го формирал првото бугарско ханство, односно првата бугарска држава. Да видиме, во оваа емисија ние ќе видиме и ќе се обидеме да ги разобличиме овие конструкции и лаги на нашите источни соседи, но се разбира и искажувањето на нашите измеќари, кои видовме имаат идентични ставови со нашите соседи. Да видиме кои се и од каде се дојдени бугарите. Родоначалник, значи, според старите извори, старата татковина на бугарите е во Азија, потекнуваат од ханот Куврат, кој што имал 5 сина, од кои што 2 останале во Азија, тројца дошле во Европа, и тоа прво на Волга, а оттаму тргнуваат кон запад. Едниот заминал во Италија, каде што му се губат трагите, вториот доаѓа, рековме, во Бугарија, тоа е Аспарух, и ја формира првата бугарска држава на Балканот, а третиот е Кувер, кој прво се населил во Панонија, каде што престојувал според некои извори 20 години, а според некои 60 години, каде што живеел во заедница со словените, со аварите, кои што тука викат поодамна се, и со ромеите. Тоа се луѓе грабнати, поробени при аварските навлегување на Балканот и потоа како робови однесени во Панонија. Значи, Куверовите бугари живеат на една територија заедно со словените, ромеите и аварите. И замислите за само 20 години. Ова е за во Гинисова книга на рекорди, со 20 годишно заедничко живење, па и да се 60 според тврдењата на некои бугарски автори, тоа е за во Гинисова книга на рекорди, да се стопат во еден народ, од каде што тргнале према југот на Балканот во Македонија. Историците извори велат дека Кувер разбрал од словените и од ромеите дека сакат да идат на југ, и тој поддржал таа нивна идеја, имал идеја да навлезе и да го превземе дел од Византиското царство, односно градот Солун и неговата околина. Во таа намера веднаш се откажале аварите и се отргнали по неколку кратни борби, кои што ги изгубиле, тие се повлекуваат. И сега повторен абсурд, повторно нешто за во Гинисовата книга на рекордите. Аварите кои што се стопија за само 20 години во бугарскиот народ, етнос, сега се раздружија, поново си станава авари. А Кувер со словените и ромеите тргна на југот. За неговото патешествие во Македонија имаме децидни искажувања во книгата Чудесата на Свети Димитрија, од митрополитот Солунски Јован,
кој што го пишувал првиот дел, а вториот дел продолжуваат после неговата смрт да го пишуваат други за сега непознати автори. Науката бар за сега има предпоставки, но да не шпекулираме, за сега не е децидно утврдиле кој го пишува вториот дел. За нас е интересен токму тој вториот дел, глава 5 или точка 5, во кој што се зборува за доаѓањето на Кувер во Македонија. Велат се стационирал на керамисичкото поле. Бугарите велат дека е тоа Пелагонија, значи околината на Прилеп или Битола, иако според некои сознани и остатоци од керамики, тоа треба да е на некој друг крај во Македонија. Но не е битно, тоа не е поентата на нашите искажувања, нешто сосем друго. Кога дошле во тоа керамисичко поле, веднаш словените и посебно ромеите, кога разбрале од домородното население дека се во близината на Солун, веднаш се разбегале. Веднаш тргнале кон Солун и кон другите градови, од кај што практично тие потекнувале. Едноставно да се вратат на своите древни огништа, кај своите, да се ги најдат своите роднини. Штом стигнале во Солун, во чудесата на Свети Димитрија Солунски, имаме децидно сведоштво дека веднаш византиците ги товарале на бродови и ги препраќале за Цариград. Разбирливо е зашто е вакат, тие биле моќна империја и имале разузнавачки сознанија уште во тоа време за доаѓањето на Кувер и за неговите намери. И за да го разбија тоа јато како доаѓале, така со бродови ги праќале на разни краи во царството, пред се во Цариград. Тоа е децидно сведоштво од чудесата на Свети Димитрија Солунски. Пота Кувер менува тактиката, еден од своите восковици, Мавро, го праќа во Солун, да влезе, да се прикаже како бегалец, а потоа да ги прибира другите бегалци, односно дојденци од војската на Кувер, односно дружината на Кувер, да направат бунт и практично обнате да подготват за земењето на градот Солун. Се разбира за ова, знаеле византиците и во исто време кога дошол Мавро, византискиот император праќа во Солун еден свој адмирал со флотата, подготвен се разбира, и штом се прибрале Куверовите бугари, тој веднаш во една втора рунда повторно ги препраќа за Цариград и другите краишта на царството. Останува само Кувер со неговата дружина, два пајта на народ, кој што според еден бугарски автор, Спасов ми се чини се вика, тој заминува за Тесалија каде што му се губат трагите. Значи самите бугарски автори со ваквото кажување кажуваат дека тоа е сосем мала една дружина која што не може никако да влијае на промена на етничката карта на Балканот, затоа што веќе никој за нив во историските извори не слушнал. Ако имаше поголема група на бугари дојдени во Македонија или на Балканот воопшто во надвор од денешна Бугарија, тогаш ние ќе имавме луѓе со жолта раса, значи со жолтен, со искосени очи и со испакнати јаболчици, такви, како што знаеме во Македонија, барем мене не ми е познато да има. Да видиме што е со настанувањето на бугарската држава. Рековме во Бугарија, денешна Бугарија, северниот дел, и тоа измеѓу Стара планина и Дунав, доаѓа Аспорух, кој што на ова подрачје ја формира првата бугарска држава 681 година од новиот век, првото бугарско ханство. После неколку судири со Византија, тој заклучува мир со нив и останува на овие подрачја. Кои се древните бугари? Дојдени се реков со Аспарух на чело, тие се од турко-монголско потекло и турано-бугарско потекло. Значи тоа се некои турски племиња, татарски, монголски, под повеќе имиња доаѓаат тука, во историските извори не е спорно, нема ни ние да го оспоруваме. Впрочем, и бугарите не кријат дека ханот Аспарух е од турано-монголско потекло или турано-татарско потекло, дојдени во свилени шалбари, бричени глави, со коњска опашка закачена на стап или на знаме и живо месо под седлото, ала татар бифтек, а од описот се со жолта раса, испакнати јаболчици и коси очи. Тие го зедоа името, значи, од бугарите, азијатско племе, го зедоа јазикот словенски, барем така тврдат, а топонимијата тракиска. За себе велат
дека со доаѓањето тие затекнале словенски племиња на Балканскиот полуостров, на подрачјата кај што населиле, и дека се измешале со нив. Какво е тоа мешање или дали навистина се измешале со нив, ние ќе видиме во натамошните излагање. Што можеме да видиме од историските извори? Сите водачи бугарски од 680 година па се до крајот на првото бугарско царство се ханови. Сите се од турано-татарско или од турано-монголско потекло. Што може да се види од личните имиња. Телес, Омуртак, Аспарух, Пресијан и така натака. Да не ги набројуваме сите, тоа е познато во историските извори, тоа не го спориме, не го спорат ниту бугарите, нема ние да го спориме. Да видиме што запишал Станимиров, бугарски историчар, за искажувањата на Теофилакт Охридски, Охридскиот архиепископ од тие времиња, кој што опишувајќи ги доаѓањата и делувањата на бугарските племиња на Балканот, децидно запишал, ке цитирам: тие опустошија се, преселија голем број од населението од север према југ, ги третираа како робови. Имаме извори и други, од арапски извори, дека бугарите во Цариград продавале млади момчиња и девојки словени како робови. Златарски, познатиот бугарски историчар, но и многу други бугарски историчари, децидно тврдат дека во 763 година, поради дивјаштвото на бугарските племиња, кој што се државотворен народ на тие простори, протерале 208.000 словени. Децидно се тврди 208.000, ни повеќе ни помалку, што значи имале точни сознанија за оваа бројка, кои се преселени во Мала Азија под дивјаштвото, под теророт на бугарите. Тоа е направено за времето на ханот Телец, 763 година. Да видиме што е со чаталарскиот надпис. Самите бугари во своите извори, јас ќе цитирам сега неколку. Бугарски историчар беше Валиев во својата книга Првобугарски надписи, издадена во Софија 1935 година, нашол и објавува чаталарски надпис од бугарскиот хан Омуртак, кој што владеел 816 до 831 година. Што се вели во тој надпис? Вели Омуртак покренал голема војска да ги бие словените се додека свети сонцето и додека и тече реката Тича. Погледајте какво ние имаме мешање и соживот и создавање на еден народ меѓу татарите и словените. Кога од задоволство, од забава, Омуртак, бугарскиот хан, убивал словени се додека свети сонцето и тече реката Тича. Интересно е се податоците од востанието на Тома Словенинот, подигнато 821 година до 823 година против Византија. Тоа добило огромни размери, па Тома Словенинот стигнал дури до зидините на Цариград, односно на Константинопол. Тогаш бугарскиот хан, повторно Омуртак, го напаѓа од зад грб и помога на византиците да се сузбие оваа востание. Тома Словенинот е заробен и обесен, откако претходно му се исечени ушите, рацете и нозете. Повторно ова страна на бугарите. Повторно гледаме дека нема никаков соживот, него напротив. Ова е објавено во книгата Христоманија по историја на Бугарија од Јован Генезис. Мораме да ги спомнеме и пресијанските надписи. Два надписи најдени од времето на бугарскиот хан Пресијан. Во првиот се зборува за нападот и праќањето војска од страна на Пресијан против смолјаните. Децидно е запишано против смолјаните, словенско население кое што живее во југозападна денешна Бугарија или во југоисточна Македонија, значи во делот денешна Пиринска Македонија и делот што денес припаѓа во Грција на југот. Бугарските историчари го кријат овој надпис или воопшто не го коментираат. Покушаваат да го изменат, да го прикажат како одење при смолјаните, наводно за да се измешаат. Меѓутоа,
историските извори ова го потврдуваат, па има видовме и децени сведоштва кај бугарски автори, кои што не можат да го сокријат. Ова нешто го открива и вториот, ова измама ја открива вториот пресијански надпис, кој што за кого што бугарските историчари исто така не сакаат да пишуваат. Во него децидно стои: бугарите им помогна на христијаните, а тие за тоа ништо не возвраќаат. Значи, практично со овој надпис Муртак ги прекорува византиците, затоа што не му возвратиле за помошта што ми ја укажал за сузбивањето на восстанието на смолјаните. И овде гледаме дека не може да не збор за замешање и спојување во еден народ. 809 година ханот Крум го напуѓа Средец, тоа е денешна Софија. По неуспешните обиди да и обсади да влезе во градот, тој се послужил со измама, им ветил на жителите на Средец дека ако го пушта да го заземе градот, ќе ги пушти слободно да си заминат каде сакаат надвор од бугарското царство. Видите еден абсурд. Каков е тоа соживот, ако најголема награда за домородното славенско население било да им се даде можност да избегаат од државата. Има еден друг интересен настан кој треба да спомнеме, тоа е времето на доаѓањето на турците на Балканот, кога единствена држава што ги пропушти и која што не се крена против навлегувањето на отоманците, на османлиите на Балканот, само бугарите заклучија сојуз со нив. Тоа ќе им остане запишено во историјата. Дека нема никакво мешање, ние имаме од документите од времето на царот Симеон. Бугарската историографија вели дека царот Симеон е кнунизан на 893 година во Преслав и тогаш наводно донесена одлука да се воведе словенскиот јазик, да се протера грчкото свештеништво и да се воведат словенски свештеници. Меѓутоа од документите, од печатот, од надписите на бугарските патриарси ние гледаме дека и после тоа тие се служат со грчкото писмо. Воопшто не се протерени. Доказ за тоа и заминувањето на Свети Климент од бугарската престолнина. Тој доаѓа во Македонија и тоа не за епископ, него го поставуваат за да го понижат како викарен епископ, помошник на грчкиот епископ во Велика. Се наоѓа во денешна Албанија, во близината на Охрид. За да се разбере прашањето за етногенезата на бугарите и нивното сознание за припадноста бугарска, поготово за словенското население, треба да се забележи дека во историските извори, од тогашните хроничари, дипломати, писатели, е забележено дека името бугарин или вулгарин има и пежоративно, односно поградно значење. И такви записи имаме многу, нема да се задржуваме за нив, не е упадно, имаме многу поважни теми за кои што ќе зборуваме, но можеме да спомнеме некој од нив. Дотаму идело вулгарноста на означувањето на бугарското име, што дури и еретиците во Франција, кои што биле обесени 1239 година, поточно на 13. мај 1239 година, според монахот, обесени во Монт Вимер во Франција, според монахот Алберт биле наречени булгари или вулгари, што би значило простари, тапаци, глупаци. Се разбира дека овие луѓе не биле бугари од етничка Бугарија или од темата Бугарија, тоа се французи еретици. Меѓутоа, дотаму отидено. Сакав сликовите да прикажам што значило бугарското име и проширеноста на овој пежоративно значење. Дури и Ив Шишманов, бугарски историчар, зборува дека дотаму е отидено што ова поградно име стигнало и до домородното население во прашумите покрај реката Парана во Бразил, кои што оние конквистадори кои што доваѓали практично ги требеле од таму, ги нарекувале со името Бугрес, што е синоним на бугари. Тоа го признаваат бугарските историчари, тие тоа не го спорат. Заради сите овие работи имаме и заради губењето на бугарското сознание поради долгото отсуство на бугарската држава, но и поради овие работи што ги напоменав, голем дел и најголем дел од бугарите на денешната територија на Бугарија себе се прегрежувале како срби и грци. И затоа имаме бројни
сведоштва од разни дипломати, патеписци, писатели и така натака. Немаме време да ги стекнуваме сите, емисијата ни е обемна. Мислам, емисијата ќе ја обремениме. Кој сака повеќе податоци за ова, ќе може да прочита од книгата на господинот Александар Донски, етногенетските разлики меѓу македонците и бугарите, и книгата на магистер Драган Ташковски кон етногенезата на македонскиот народ. Таму има стотици вакви сведоштва. Со како Грци дури се декларирал и првиот бугарски преродбеник Апилов. Значи, до крајот на 19. век изостанува бугарското самоспознание. Затоа, отец Паисај, творецот на бугарската, славино-бугарската историја, 1762 година ќе се обрати до бугарите со зборовите: бугарине, зашто се срамуваш да се декларираш како бугари? А тоа ќе го повторат и некои српски автори, како што се Вранички и Огњановиќ. Бугарите велат дека тоа рековме поради долгото турско робство и долгото отсуство на бугарската држава. Но гледаме и другите народи беа под турското робство, како и ние, па не си го изгубивме нашето самоспознание. За сето време, особено од 19. век, за своите бугарски корени, бугарите вадат уште една теорија. Значи, покрај ова турано-монголска, татарска, монголска, тие вадат и славјанска. Така да имаме автори кои што велат дека бугарите се чисти словени. Нема да ги набројаваме, ни во историската наука се познати. Мислам дека и гледачите на телевизија Сонце тоа добро го знаат. Познато и зашто ова го прават бугарите. Ти има две паралелни теории спрема потребата, така и ја ваделе од шешир или од ракав. Знаеме тие дека кокетираа и со германците и со русите. Првиот крал што го донесува е германец. И затоа Стамболиев уште во 19. век изведи дека бугарите секогаш имаат два коња и по потреба ќе го јавнат ту едниот од другиот, мислејќи на германците и на русите. Доказ за нашата теза дека бугарите не се измешали со домородното словенско население, првиот попис што се одржал во Бугарија 1880 година и која за нив представуваше вистински шок. Па бугарите не сакаат да го спомнуваат и не го обработуваат многу во своите научни трудови. Што покажа првиот попис? Таму каде што дојдоа турано-татарите, турано-монголите во 7. век, таму ги најдоа бугарските власти во пописните листи. Но најмногу во североисточниот крај, каде што во одредени општини, градови и села, процентот на турано-татарско или турано-монголско население од себе се нарекуваа со стари бугари и инсистираат да бидат запишувани како стари бугари, како во Бугарија, така и избеглиците кои што избегаа во Бесарабија и таму сакаат да се попишуваат како стари бугари. Значи, нивното национално бугарско, татаро-монголско потекло си го зачувале до 19. век. Процентот на ова население во одредени градови и села достигаше дури до 98%. Да видиме како за тоа време македонците се декларирале на Балканов. Изведовме ние многу сведоштва, ќе напоменеме сега само некои кои што не ги спомнавме во претходните емисии. Ќе го споменеме Теодорит Кирски, автор од 4. век, кој 393 година за градот Солун запишал: тој е голем и многуброен град кој му припаѓа на македонскиот народ. Значи, за македонски народ и во 4. век зборува Теодорит Кирски. Јован Каменијат, византијски автор, 904 година, во своето дело за заземањето на градот Солун, ќе запише: нам пријател татковината ни е Солун, тоа е првиот и најголем град на македонците. Димитар Ангелов, повторно бугарски автор, намерно одбира бугарски автори, за да не обвини некој за национализам. Во едно свое дело, објавено во Софија 1947 година, под наслов Принос кам народни и земни односенија в Македонија во 13. век, тој вади преку 50 документи од територијата на Охридската архипскопија, од територијата на Македонија, претежно од градот Охрид, во кој што македонците себе се декларирале како македонци. За пример,
ќе го земам документот под број 72, во кој што Јован Јерекар од село Власто, веројатно Велестово денешно, Охридско, себе си се го нарекува родум македонец. Значи, роден македонец, што е етничко име, не е тематско. Исто така бугарскиот автор, Јордан Иванов, во своето дело Северна Македонија, од 1906 година, вели, охридските патриарси за себе, покрај титулата што ја носиле, сакале да го додаваат и да стават и додавката македонски, што исто така зборува за карактерот на македонците, но и за карактерот на охридската патриаршија, односно архиепископија подосна. Поголем доказ за посебноста на македонците и бугарите и за тезата дека македонците и бугарите се еден народ немаме. Мислам дека беше доволно. Да видиме сега што е со пишаните извори, како врз база на пишаните извори бугарите ја темелат својата теза дека македонците се бугари и дека ние имаме бугарски корени. Затоа ќе се задржиме на прашањето, идентитетот на браќата Кирил и Методи и за Самуил и Самуиловата држава. Мислам ќе биде доволно за да се разбере се. Самуиловата држава е настаната со кревање на востание на македонското население од околината на Охрид 969 година, иако некои автори велат 976 година, меѓутоа имаме повеќе бугарски автори кои што тврдат дека тоа почнало уште 963 година. Значи имаме востание, се грева по пат на востание. Ако македонците биле бугари, немало да креваат востание за да се ослободат самите од себе си. Значи имаме држава која што се формира со седиште во Охрид, имаме значи друг државен и културен центар, со друг етнос, македонците се велиме словени велат бугарите, ние видовме претходните емисии дека сме потомци на древните македонци, истите овие денешниве. Со друг, рековме, културен центар, со друг црковен центар, со други символи и така натаму. Што значи дека се работи за посебна држава, за посебна државна творба. Неспорно е дека во државните извори се споменува дека Самуил ја примил бугарската круна. Се чини дека тоа е направено 997 година, круната бугарска ја примил од папата Григор, ми се чини, 997 година. Поред односите со Византија, Самуил отишол во Рим и ја примил таа круна. Тоа е неоспорно, нема да го спориме. Меѓутоа за карактерот на државата е нешто сосема друго. Треба да свати времето во кое што живеел Самуил и ја создал својата држава. Тоа е време кога етничкиот момент не е битен, територијалниот е битен. Затоа тој ја приграбил бугарската круна, која во тоа време била слободна. Бугарска држава не постоела, знаеме бугарската држава од 971 година е укината со нападите од Византија. Тие практично ја покоруваат, тоа е Византија, слободна држава на територијата на Балканот само е Самуиловата држава. Тие велат дека е бугарска, само заради тоа што тој ја зел бугарската круна. Но да видиме дали може да биде така. Рековме дека не е битен етничкиот, туку е битен територијалниот принцип. И имаме примери во европската историја каде што Карло Велики 800 година прима римската круна. Значи ли дека тие биле римјани? Знаеме дека Наполеон 802 или 804 година и до 806 различно од изворите имаме сознанија, се крунисал за римски цар, а својот син римско царче. Знаеме дека германскиот цар Отон ја земал римската круна. Па никој денес не тврди германците се римјани. Имаме и примери во соседството, каде што видовме во претходните емисии цар Душан бил крунисан како македонски цар. Тоа го сознавме од книгата на Љуба Стојановиќ, српски академик од 1905 година, кој открива еден документ од чешкиот научник Шафарик, во кој што се звели дека Душан е крунисан како македонски цар, но и владетел на србите, хрватите, грците, бугарите и така натака. Треба ли некој денес да тврди дека србите се македонци? Тоа никому не му паѓа на памет.
Србите се засебен народ, изјаснија кога се има своја држава, свој устав, и ние немаме намера тоа да го оспоруваме, немаме намера да ја присвојуваме српската историја. Друго нешто, за државата на Самуил има само еден единствен документ за нејзиниот назив. Тоа е една гравура од германските извори и јас замолил режијата да ја пушти. Тоа е слика на 4 девојки со 4 круни, со 4 надписа на нивните глави, на кои што се е напишано Склавинија, Германија, Галија и Рим. Тие 4 девојки му принесуваат дарови на германскиот цар Отон. Ова е единствениот документ што зборува нешто за историските прилики во тоа време. Како што е познато, во тоа време постојат 4 царства. Тоа се најголемите царства во Европа, единствено словенско или славјанско е државата Склавинија. Значи, 4 девојки со 4 надписи ги прикажуваат 4 етноси, од кои единствената славјанска тоа е Склавинија. Дека се работи за Самуиловата држава и посредно можеме да изречеме заклучоци, затоа што тогаш Самуиловата држава, Склавинија, граничи со Германија, па 973 година испратени се пратеници во Германија, во Мегленбург, каде за преговарање за признавање на државата на Самуила. На оваа слика, меѓу другото, на девојката што ја представува Склавинија, ќе забележиме во рацете држи сонце, а на градите под гушата се гледа еден типичен македонски вес од македонските словени од тоа време. Дека се работи за словенска држава, за името на Самуиловата држава како Склавинија, имаме и други докази. И јас сакам неколку од нив да цитирам. Ке почнам со Јован Зонора и неговиот речник, во којто објаснува што се бугари, а што словени. Па бугарите, како тематско име, ги изедначува со Склавинија. Бугарија повлака Склавинија, односно Склавинија повлака Бугарија. Зашто Бугарија, ќе видиме во натамошното излагање, кога ќе објасниме што значи тематското име Бугарија. Јован Ѓакон во најстарата венецијанска хроника исто така ја напишува, ја забележува Склавинија, пишувајќи за синот на венецијанскиот душ, кој што бил прогонет прво во Загора, односно Стара Загора, а оттаму прегубува во соседната Склавинија. И тука имаме децидно сведоштво дека државата на Самуил е Склавинија. Ќе го спомнам и Иван Кириотес, поет, монах инаку, кој што поданиците на Самуиловата држава ги нарекува мизи, скити, бугари и македонци. И овде децидно сведоштво. Лав Ѓакон, византијски автор, кој што војската на Самуил вели е составена од чети на македонците, а нивно најако оружје било долгото копје. Гледаме исто како на древните македонци. Ќе го спомнам и монахот Спиридон, кој ја напишал зоографската историја во 18-тиот век. Тој, пишувајќи за Давид, братот на Самуил и отстапувањето од власта, запишал: бидејќи, вели, македонците, македонската господа не можеа да го трпат мирот, почнаа лажно да зборуваат и лошо да зборуваат за Давид. Еве уште едно децидно сведоштво кои биле поданиците на Самуил, кои биле жителите на Самуиловата држава, македонците. Треба ли уште сведоштва за посебноста на македонскиот народ? Може ли некој да заклучи дека македонците од времето на Самуил биле бугари? Апсурд. Сакам да објаснам и нешто друго. Нешто од кое што ствара забуни, а бугарите тоа го користат за да не прикажат како бугари. Голем број на надписи кои што датираат, односно потекнуваат од почвата на Македонија, го детерминираат бугарското име.
Тоа доаѓа од забуната што византиците направат со тематската поделба, што ја направија со тематската поделба на своето царство. Од историските извори познато е дека Византија е поделена на воедно административни области, така наречени теми. Свесно тие тоа го правили и знаеле зашто го прават. Па каков случај имаме? Ова е, значи, книгата Историја на Византија, познатата Историја на Византија од познатиот автор Острогорски. Во неја тој дава една мапа тематска од 1025 година, во која што се наведени темите на кои што била поделена Византиската империја. Што гледаме? Јас ќе замолам камерите да се зумираат на Балканот. Што ќе забележиме? Денешната Македонија е именувана како тема Бугарија. Па гледаме бугарска. Меѓутоа, гледајте абсурд. Денешна Тракија и југозападна Бугарија е тема Македонија. Тема Тракија е она близу до Константинопол. А северниот дел од денешна Бугарија, Паристрион или Парадунавон, подунавска земја. Што гледаме? И што може да забележиме? Ако ние во историските извори забележиме дека некој на територијата на денешна Македонија бил насловен како бугарин, треба да се запрашаме дали дојде поради неговата етничка припадност или поради припадноста на темата Бугарија. Затоа ние денес не можеме, бугарските историчари не може да презентираат докази за бугарски корени на територијата на Парадунавон и на темата Македонија. Тоа е срцето на денешната бугарска држава, Тракија. Сите записи од таму зборуваат за македонци и за подунавци, а не за бугари. Обратно, во Македонија се пишува за бугари. Затоа, во историските автори ќе сретнеме дека Јован Владислав е запишан како бугарски цар. И тоа е едната игра на зборови. Ако се земе плочата, која што е подигната во спомен на Јован Владислав, внукот на цар Самуил, што ќе забележиме? Таму пишува беше родум бугарин. Меѓутоа, сега треба да се запрашаме дали беше родум бугарин од темата Бугарија или етнички бугарин. Видов на етнички бугарин не може да биде од проста причина што на ова подрече нема жители со жолтен коси очи и испакнати јаболчици. Мислам дека ова го расчистиме, да вратиме уште на браќата Кирил и Методи да привршуваме со темата. Кирил и Методи, поради истите вакви тематски записи, некој сака да ги прикаже во Бугари. Кратко ќе кажам за нив само нешто. Братот на Кирил, Методија, е стратег на брегалничката област, која што граничи со Бугарија. Тој е првиот и најодговорниот човек за заштита на границите на Византија од Бугарија. Па може ли тој да биде бугарин? Може ли браќата Кирил и Методи некој да ги замисли качени на коњи во свилени шалвари и бричени глави да шират христијанска култура по Моравија? Може ли тие на бугарски јазик, на старо бугарски, некој што за време на целото бугарско стварство бугарите пишува да го шири христијанството? И друго, да видиме малку какви се прилики 863 година, кога тие идат во Моравската мисија. Бугарите, како секојаш одбирале погрешна страна, тие во времето кога германците вршаа асимилација врз бугарите, врз моравците, застанаа и направија сојуз со германците. Одговорот на Византија беше следен. Идеолошки со праќањето на браќата Кирил и Методи во Моравската мисија, со задача да ги преведат црковните книги на словенски јазик и да шират христијанство на словенски јазик, а војниот одговор беше објавување војна на Бугарија, што тие ја поразија и 865 година заклучија мир во поради кој и во чест на кој Македонија беше подарена на Бугарија, Бугарија го прими христијанството од Константинопол наместо од Цариград. Тоа е вистината за браќата Кирил и Методи. Што можеме на крај да заклучиме?
не може да ни стане збор за бугарски корени во Македонија. Видовме, антрополошки се разликуваме. Се разликуваме во символите. Етногенетски се разликуваме. Ниједна песна во Македонија нема за бугарските ханови. Не е запишена во ниеден зборник на народни песни. И друго прашање, зашто бугарите не ги прогласија за бугари, србите и хрватите, кога тие подолго време од нас беа под бугарско робство? Тоа не им паѓа на памет. Очигледно се работи за политичка одлука. Јас ги разбирам бугарите. Зашто ова го чинет, зашто ја присвојуваат македонската историја? Ако ги извадиме од нивната историја Самуил, Кирил и Методи, Илиденското, Кресненското востание, преродбениците, што ќе остане? Ќе им остане историската вистина дека први ги пропуштија турците на Балканот и направија сојуз со нив. Ќе им остане запишано дека го сузбија востанието на Тома Славенинот и востанието на смолјаните. Ќе им остане сознанието дека 208.000 словени протераа 763 година од Бугарија. Ќе им останат пресијанските записи и Чатварскиот запис во кој се зборува за прогоните на словените. Ќе им остане дружбата со Хитлер во времето на нацизмот. Знам дека тие за тоа се фрустрирани, но нема што, не можеме ние да им помогнеме. Дали ќе се родиш конј или магаре, не можеш сам да одбереш. Тоа само судбината може да ти одреди. И на крајот би сакал нешто да се осврнам на господинот Божидар Димитров, познатиот бугарин кој што е најголем оспоруваш на македонската национална самобитност. Тој пред известно време објави дека ќе даде награда од 100.000 евра, кој што ќе даде доказ пред Коминтерната за постоење на Македонија и македонскиот народ. Јас заради тоа сакам јавно пред гледачите на Македонско сонце и со помош на телевизија Сонце да му испратам еден подарок. Тоа е книгата на господинот Александар Донски "Старограчки и други антички сведоштва за посебноста на античките македонци". Овде се наведени 50 антички автори со преку 200 сведоштва во кои се споменуваат Македонија и македонците. Еве му дециден доказ за постоење на македонците пред Коминтерновска Македонија, како што тој вели. И му давам на подарок едно свето писмо, Библија, во кое што македонците се запишани како такви 28 пати. Меѓутоа, валкани пари не сакам. Ако е доблесен и ако си остане на зборот и ги даде тие 100.000 евра, со помош и со посредство на телевизија Сонце, јас ги дарувам на децата без родители, на некоја сметка која што со помош на телевизија Сонце ќе му биде посочена на дотичниот господин. За денес толку, благодарам. Во наредната емисија ќе зборуваме на тема Македонската црква не е српска.